Секојдневните проблеми, загубата на блиски од семејството, деградација и слични ситуации кои предизвикуваат болни чувства кај луѓето се причини за добивање на депресија. Депресијата не се појавува одеднаш. Стресните ситуации кои за жал се почесто се дел од секојдневието го предизвикуваат ова. Како главни симптоми на депресијата се чувството на апатија, односно губиток на енергијата, волјата и интересот кај ваквите пациенти, значи чувството на долготраен умор. Исто така, овие пациенти често имаат чувство на вина и чувствуваат одговорност за самата настаната ситуација, значи со тоа се јавуваат и инфериорни мисли, односно чувство на недоволна самодоверба. Психолошкиот третман за опоравување на лицата кои се во депресија зависи од интензитетот на симптомите. Ако навреме не се лекува депресијата, може да премине во хронична депресија, која не се искоренува подолг временски период. Со оглед на тоа дека се јавуваат некои биохемиски промени во организмот, односно намалена концентрација на серотонинот, потребно е да се лекува, значи, депресијата со хемиска терапија, односно да се користи антидепресивна терапија, која што се разбира ќе биде препишана од стручно лице, односно специјалист, меѓутоа се препорачува да биде во комбинација со некој вид на психотерапија. Најчесто за депресијата се препорачува когнитивно-бихевиоралната психотерапија. Големо влијание за појава на оваа психолошка состојба има и начинот на исхрана. Неправилното хранење, односно често внесување на тешка и мрсна храна, ја намалува концентрацијата на организмот. Преку храната може да се влијае на тие биолошки фактори, со самиот внес на храна која што е богата со витамин Б, фолна киселина, кои што ја зголемуваат концентрацијата на серотонинот во мозокот. Значи, исто така потребно е да се внесува храна богата со магнезиум, со цинк, кои што возможуваат нормално функционирање на мозочните кели и нормална работа на мозокот. Исто така потребно е да се внесува здрава храна, повеќе овошје и зеленчук, значи да се избегнува поголеми количества на алкохол, кофеин, цигари. Исто така пожелно е редовно да се вежба, јогата и медитацијата доста помагаат за лекување на депресијата. Што се однесува за целосната терапија на лице кое е западнато во депресија покрај психолошкиот третман и антидепресивните средства, голема улога има и околината. Односно, многу е важно луѓето да имаат разбирање за депресивните луѓе.